На самиот почеток ви посакувам добар ден на сите, топло добре дојде со желба за успешна презентација. Денешниот не секојдневен настан, почитувани, промоција на каталог, насловен нумизматичкиот материјал во локален музеј галерија Кавадарци, го презентираме како останатите активности во нашата институција, според протоколите за работа и пропишаните мерки за заштита и превенција. За жал, со ограничен број на учесници и посетители. Иако знаејќи го фактот за големото значење на овој нумизматички каталог, кој е прв од ваков вид издаден од нашата институција. Излезе од печат втората половина од месец декември минатата година, а го промовираме денес поради случувањата со COVID-19. Како автори на истиот се јавувам јас и мојот колега, кустос археолог Раде Атанасов од музеј галеријата. Нашата институција, почитувани, од нејзиното формирање, 1976 година до денес, континуирано го собира, обработува, заштитува и презентира музејскиот материјал, посебно од областа на археологијата, вклучувајќи ја тука и нумизматиката. Нумизматичката збирка на локален музеј галерија Кавадарци, свидетел на монетите кои циркулирале низ вековите во Тиквешкиот регион, е плод на долгогодишна работа на вработените пред се археолози, но и останати во нашата институција, претходни и сегашни, меѓу кои Драган Дакич, Петре Камчевски, покојните Трајче Јанев, Васил Кимов, од помладите Раде Атанасов, Трајче Цветков и така натаму. Збирката ја сочинуваат 450 монети, прибрани по пат на откуп, подарок, рекогносцирање на локалитетите во Тиквишијата, сондажни и систематски археолошки ископувања, реализирани самостојно, под моје раководство, во соработка со Националниот конзерваторски центар, со доктор Миле Велчовски како раководител и со многу приватни лица од Кавадаречко. За одбележување е соработката од огромно значење со денешниот почитуван професор, доктор Виктор Лилчич, кој воедно беше раководител и консултант на многу од нив, за што укажувам голема благодарност. Каталогот финансиски е поддржан од градоначалникот, господин Митко Јанчев, и Советот на општина Кавадарци, Министерство за култура на нашата држава, за што исто така укажувам срдечна благодарност. Посебна благодарност упатувам пред се на нашиот промотор, професор доктор Виктор Лилчич, и на сите оние што дадоа свој допринос за реализација на истиот. Овде би ги спомнала нашите колеги Сања Битрак, Емилија Митева, Александар Илиевски, Трајан Зафировски, Љупчо Тануровски, колегите од мојата институција, музеј галеријата и многу други, кои не ги спомна во оваа прилика. Се надевам дека ќе ми простат. Како што веќе истакнав, почитувани, промотор на каталогот, нумизматичкиот материјал во локален музеј галерија Кавадарци е нашиот реномиран, етаблиран, почитуван доктор Виктор Лилчич, редовен професор на катедрата за археологија на Филозофскиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, кој секако ќе каже нешто повеќе за истиот. По неговото излагање ќе се произнесе и колегата кустос археолог Раде Атанасов, еден од авторите на каталогот. Зборовите се движат низ етерот, пријатели драги, многу пати неконтролирано со забегување во некои екскурсии кои па и не се секогаш потребни и го трошат нашето драгоцено време. Па затоа јас се одлучив да направам еден текст во кој секој збор, секоја буква ќе бидат конкретни. Вие сите кои животите своји ги вложивте и ќе ги вложувате во поврзувањето на минатото, сегашноста и непредвидливата иднина. Денес во Кавадарци е еден од ретките достоинствени денови. Ден кога нашите драги колеги Весна и Раде од локалниот музеј галерија Кавадарци го обнародуваат нумизматичкиот материјал од Тиквешијата и територијата на општина Кавадарци. Денес промовираме најнова слика за нумизматиката во Тиквешко, односно во Кавадаречко. Видите, монетите
Во минатото започнале да ги коваат племињата и потоа кралевите. Денес светските цивилизирани заедници не може да го замислат животот без современите монетарни системи и ќе ги развиваат, веројатно, се додека цивилизациите постојат на земјината топка. Интересно, монетите до денес го задржале речиси протогениот кружен облик. Идејата на кружниот облик на најстарите монети со представите на вечните богови, Зевс, Деметра, Атина, Хермес и другите вечно ќе живее. Монетите се кружни затоа што се тие модели на небесниот кружен свет, исполнет со небесните сини океански води, поставен точно врз нашиот земен океан во кој плови земјината плоча според древните верувања. Во Тиквешко и Кавадарци во срцето на Балканскиот полуостров, каде што плодните земји биле натопувани од вековните небесни дождови и водите на прастарите реки Еригон и Акси, монетите се појавиле во раниот македонски период, значи од 6-тиот до 2-тиот век пред новата ера. Тоа биле монетите на пајонските племиња и кралеви, на македонските кралеви, на градовите Пела, Тесалоника, Амфипол и другите. Пајонските родови, распослани во огромниот број населби во долините на пајонските реки Акси, Астибо, Еригон, во раната антика ја создале државата кралството Пајонија со своите кралеви Ликеј, Патраја, Авдолеон, Леон и Дропион. За жал, во овој каталог не се присутни нивните монети, но се надевам дека во догледно време локалната галерија и музеј Кавадарци ќе се возгордее и со нивните апоени монети. И денес е мистерија како кралевите на Балканскиот континент започнале да коваат прекрасни сребрените драхми, драхмите троболи и бронзени монети. Предпоставувам дека се случил контакт со бегалците од Ајгина и Менде, кои во крајот на 5-тиот век пред новата ера, бегајќи од ужасите на Пелопонеската војна на Халкидик, дошле кај сребрените рудници во Осоговскиот крај, каде обучиле локални пајонски рудари и ковачи на сребро во изработката на квалитетни прекрасни портрети на боговите Аполон, Зевс, придружени со нивните атрибути, но и ликовите на самите пајонски кралеви, кои што чинам, се уште не се докрај простудирани на едно поцелосно и сеопфатно плато, научно плато, одошто скапоцената студија на нашата почитувана колешка Евтимија Павловска, која што во 2008 година го кажа за сега, ете видите последниот збор за оваа високоцената проблематика. Токму затоа се потребни поактивни теренски истражувања со поинаква методологија, метал детектори, спасувачки истражувања, GPS записи за секој наод и систематско излегување присуство на археолозите на археолошките локалитети. Тоа на што викам дека нашите срца треба повеќе да чукаат на тие места, па малку и да се жртвуваме, нели, и треба да бараме промена во правилникот за археолошки истражувања, значи сега поготово за методот на рекогносцирање, да се внесе обврска, да се забележува секој наод со GPS инструмент. Пријатели драги, пајонците ги оформиле величествените градови Аударист, Еурист на градиште Дреново, градот на градиште Глишиќ, би рекол зачетокот на Кавадарци, Антигонеја кај Неготина, Стена кај Демир Капија, Билазора кај Кнежија, Стибо кај Штип, Астрајон кај Струмица, Келенидин или Армонија на Виничко Кале, Виница, Добер кај Валандово, добро, уште познат прашање, и голем број други, благодарение на високо проширеното парично стопанство, локалното производство и интензивното патување во раната антика долж животворните патни магистрали што водале по долините на прастарите реки Еригон, Акси, Астибо, Струмешница, од Пелагонија за Кавадаречко, од Дунав преку Морава и Вардар до Кавадаречко, од Егеот Син по Вардар до Кавадаречко и од далечното Црно море Понт Еуксински и земјите на Тракија преку долината на реката Астибо преку Серта повторно до Кавадаречко. Во каталогот на колекцијата на локалната галерија и музеј Кавадарци ги гледаме монетите на македонските кралеви Филип II, Касандар, Филип V и Персеј. Како би можеле да ги интерпретираме? Да се подсетиме на победата на генералот Парменион врз обединетите сили на пајонците, тракијците и илирите близу Стобило од 356 година пред новата ера, таа година кога се родил Александар, нели? Македонските војни единици на Александар III Македонски, подоцна Касандар и подоцна нешто Деметри I обсадувачот и Антигон Гонатас, стационирани во кастелите кај Рогле, Скопско Кале, значи драги ги откри тамо тие монети, Брњарци, например, и на други места, го заштитувале кралството на пајонските агријани во Скопско.
Подоцна, кралот Филип Петиот е принуден да се справува со дарданските агресори кои паѓале од соседното Косово, па така низ Тиквешијата маршираат Филиповите војски како по долината на Вардар, така и по Раечка река, кон Плетвар и Пелагонија. Филип Пети е кралот македонски која шири Македонија до Скопско, а Персеј до Полог. Истражува в голем број нивни воено-стратегиски кастели ширум по Вардарскиот дел на Пајонија и во Тиквешијата, насочени во правецот кон север. Дел од овие македонски монети секако биле од војничките плати на македонските војници, нели? Но дел па секако бил користен во трговијата. Исто се случувало и со монетите на градовите Тесалоника, Пела, Амфипол. Во каталогот на вредните колеги Весна и Раде гледаме монета на римскиот квестор Гај Тами Публи или Поплили, како што е позната на некои монети. Значи, тој ги кова овие монети помеѓу 148 и 146 година, тоа значи дека римјаните се во Тиквешијата и се справуваат можеби со второто македонско востание за ослободување на Македонија или ја спроведуваат локалната организација на животот според свој терк. Во каталогот во приложение доминираат максимално монетите на римските императори од рано римскиот царски и доцно римскиот царски период, од Октавијан Август па се до Истинијан првиот. Меѓу нив се истакнуваат и две монети исковани од градот Стоби во време на императорите Тит и Домицијан од првата половина од првиот век на новата ера, како и монетите од градот Виминаки од третиот век на новата ера. Ваквата нумизматичка концентрација очигледно го илустрира цивилизацијскиот подем на античките тиквешки, кавадаречки градови и населби. Предпоставувам дека меѓу нив доминирал градскиот пазар, агората на градот Аударист или Еурист во римско време, а тоа е градиште Дреново. И предпоставувам, судејќи по амфорите вински, чии што делови откривме на градиштето, дека тоа бил надалеку прочен пазар, на кој што уште тогаш се продавало првото, значи уште тогаш би рекол во раниот македонски период, првото најстарото тиквешко вино, по кое доаѓале илјадници трговци од далечните високи краишта на Пелагонија или пак од долината на Стибо. Тоа бил градот Аударис, каде што стручниот тим на локалната галерија и музеј Кавадарци под раководство на Весна Ѓорѓиева среде агората откри чудесен храм на божеството Дионис. Аударис кој може на годишна основа да му носи на Кавадарци приходи од најмалку 1.000.000 евра. Тоа е Аударист или Еурист, град кој нашето општество и кавадаречката мудра и високо интелигентна човечка заедница верувам ќе го уреди и ќе го стопанисува, затоа што е грев милиони патници секојдневно да минуваат низ Дреновската клисура без да дознаат за древниот цивилизацијски бисер на Кавадарци. Пријатели драги, во каталогот на локалната галерија музеј Кавадарци гледаме една монета од типот уранче, деминутив на македонски, нели, транскрипција, ураниско синаку, или тоа е она во науката, тоа се оној тип монети што се познати како скифати или некој ги викаат чанкасти монети, на Алекси Трети ангел, од 1195 до 1903, потоа една монета од истиот тип во случајов бугарска имитација од крајот на 12 и почетокот на 13 век нова ера, како и една сребрена монета на кралот Урош I од 1943-1976 година. Длабоко христијанизираната Византија во ликот на овие монети гледаме дека уште попластично го моделира небесниот свод, нели? Во ова време низ целиот 13 и 14 век на акрополата на градот градиште Дреново гордо се црвенееле керамидите на средновековната еднокоравна црква, чии што темели се уште не се прецизно археолошки откриени. Градот во тоа време го носел името Девол и бил по владата на крали Марко. Црквата истражуваше професор доктор Јоан Миколчиќ, а незината камена архитектонска пластика пренесена во Дреновската црква истражуваа професорите доктор Елизабета Димитрова, доктор Светлана Пејќ од Белградскиот универзитет и доктор Снежан Филипова од Скопје. Последните две монети од каталогот припаѓаат на кралот Сигизмунд III, Ваза, крал на Полска 1566-1632 година. Овие монети се продупчени и најверојатно претпоставам дека биле дел од некоја македонска носија. Пријатели драги, денес промовираме уште една скапоцена ризница на Кавадарци, на Тиквешијата,
создадена од вредните колеги Весна Ѓорѓиева, Раде Атанасов, а со поддршка од страна на колегите споменатите Драган Дакиќ, Петре Камчевски, доктор Миле Велчовски, Емилија Митева, Сања Битрак, Александар Илиевски и сите оние што јас што ги спомна колешката пред малку. Сите овие високо ценети професионалци денес триумфираат со каталогот за нумизматичките зраци, факели на кавадарци од антиката, би рекол, од раниот македонски, средниот македонски, доцниот македонски период и средновековниот македонски период до средниот век, значи, така што јас од своја страна искрено ви честитам на вложените напори и пожелувам да продолжите да ја негувате нумизматиката и да унапредите со уште многу ценети нумизматички прилози кои што се вградуваат во културниот развој на градот Кавадарци и прекрасната кавадаречка заедница. Пред да кажам збор 2 за каталогот и содржината во него, сакам да искажам благодарност до сите кои учествуваа во реализација на овој проект. Овој каталог е производ на повеќегодишна работа на вработените во локален музеј Галерија Кавадарци, кој преку проекти финансирани од Министерството за култура и од градоначалникот и Советот на општина Кавадарци, во соработка со колегите од сродните институции, успеа да го издадат овој каталог. Нумизматичкиот материјал е собиран уште од основањето на музејот во 1976 година, почнувајќи од првите вработени во оваа институција Драган Дакиќ, Петре Камчевски, Трајче Јанев, Васил Кимов, преку Весна Ѓорѓиева, која е раководител на најголем дел од археолошките истражувања на територијата која ја покрива оваа институција. За одбележување се и археолошките истражувања со кои раководеле и професорот доктор Виктор Лилчич, како и доктор Миле Велчовски, од чии истражувања на оваа територија археолошкиот материјал останува во музејот, а со тоа и добар дел од нумизматичкиот материјал. Во 2015 година преку конзервација на дел од овие монети од страна на Емилија Митева, па преку нумизматичка обработка на Сања Битра, која ги обработи најголем дел од монетите, како и Александар Илиевски, кој обработи исто така добар дел од монетите, и колегите Драган Дакиќ и Весна Ѓорѓиева, кои имаат удел од обработка на овој материјал. Исто така удел во овој каталог има и Трајан Зафировски, како и Јупчо Тануровски, кој се грижи се за дизајнот на каталогот, и на крај јас и директорката на Музеј Галерија Кавадарци Весна Ѓорѓиева, кои се јавуваме како автори. На 52 страни представени се 178 монети кои датираат од предримскиот, римскиот и средновековниот период. Самиот каталог можеме да видиме дека најбројни се монетите од римскиот период, и тоа оние од империалистичкиот период, додека од републиканскиот се поретки. Поради оскудноста од другите периоди во материјал, се решивме на ваква поделба на периодите во каталогот. Во каталогот се прикажани само дел од монетите со кои располага музејот. Се надевам дека во иднина, со дообработка на нумизматичкиот материјал, на кој му е потребна конзервација и нумизматичка обработка, зошто да не е и од кустос нумизматичар вработен во нашата институција, кој нажалост сега го немаме, че успееме да издадеме поголем и посуштински каталог, во кој би бил опфанат целиот нумизматички материјал со кој располага музејот. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.